Не, немам никаков контакт со Ковачевски, Васко. Ниту знам каде. И сметам дека за било кој за кој што има сомнеш, обвинение или нешто треба да се врати туку у земјава и да се соочи со институциите. Еве нека го повика Мицковски Никола Груевски да се врати и да даде пример за сите останати функционери. Добро, гледайте, добро, да не дефокусираат кујните на ВМРО ДПМН. Златна виза, обична хартија, виза, јас имам виза за многу други земји. За многу други земји имам виза. Така да тоа е дел од обидот да се дефокусира јавноста од вистинските проблеми кои што ги притискаат граѓаните. Не, тоа е апсолутно една голема невистина и дел од тој обид да се дефокусира јавноста од вистинските проблеми. Процес кој што подолго време трае на насад. Кој? Не. Не. Не го знам човекот. Гледав еден рил некој интервју и тоа се тие обиди за дефокус, кујни на ВМРО ДПМН и знам кои кога се притиснати до зид, кога немаат што вистински да одговорат, а има сериозни прашања на кои што треба да одговорат прво политички дел од нив, веројатно и пред некои институции, посегнуваат по вакви приказни. Гледайте, затоа спомнав на крај дека е јасен обидот на ВМРО ДПМН да прикаже некакви проблеми и стимулира луѓе да каже дека има проблем со ДСМ од внатре. И тоа еве за сега им успеа. Меѓутоа, наша задача е целиот тој проект да го разобличиме. И на граѓаните јасно да им даеме до знаење дека таков начин на владење, обид за раслојување на опозицијата, најголемата опозицијска партија, е практично нешто што во Србија е веќе видено. И тоа е едно од првичните цели зашто го правиме ова. Да им кажеме на граѓаните на каде ова води. Што е суштината? Раслојување на опозицијата, слабење од внатре, целосно заземање на сите институции од страна на власта, со партиски кадри, никаков прогрес, изолација од Европа и криминал и корупција. Ете ги двата примери, една до друга земја. Ете, тоа се случи у Србија, тоа се случи и кај нас. Последното прашање у контекст на ова претходно. Секојаш од една сериозна тема дефокус на отпад се направи. Да не прашаме дали ќе има плати, пензии, што ќе биде со земјоделството, што ќе биде со здравството, што ќе се случува со докторите, имаат ли перспектива, со наставниците што ќе се случува, пензионерите може ли да бидат сигурни и така натаму.
И Дубај. Добро, ама битно е. Не битно е. Добро, шала на страна. Мислам дека ќе има многу кризна година. Ќе следи година во која што ќе треба да се задолжиме најмалку дополнителни 2 милиарди евра. И тие задолжувања ќе бидат за тековни трошоци, нема да бидат за капитални инвестиции. Всушност, вкупната сума предвидена за капитални инвестиции е намалена во буџетот за 2026 година. Сега гледаме дека има проблем со собирањето, со реализацијата на приходите. 10% ќе фалат. Тоа се 600 милиони евра во буџетот. Ако на тоа се надоврзе долгот кон стопанството, повратот на ДДВ околу милиард евра недостасуваат во буџетот. Тоа беше една од причините зашто веројатно го затвораат порано. Тоа не се случило до сега. Понатаму инфлацијата тешко да се контролира. Со поскапувањето на струјата секој поскапи. Ако предвидувањето за раст на бруто домашниот производ е негде 3,7-8%, а знаеме дека нашата структура на бруто домашниот производ е така да 2/3 е лична потрошувачка, граѓаните нема да трошат повеќе за повеќе, граѓаните ќе трошат повеќе за исто или за помалку поради тоа што цените ќе бидат повисоки. Значи ќе живеат посиромашно. Странските инвестиции нема веќе раст, прашува колку ќе заминат од земја. Во наше време странските инвестиции беа околу милиарда евра, 800-900 милиони. Реализацијата на капиталните инвестиции беше близу 80-90%, сега не е ни 50%. Значи нема ништо што значи раст во тие 2 милиарди евра кои што треба да бидат ново задолжување, кои што недостасуваат, нема капитални инвестиции, нема капитални проекти, нема нешто што ќе зголеми раст, што ќе зголеми продуктивност. Не постои нешто. Така да, сметам дека оваа година беше тешка за граѓаните, ама 26-та ќе биде уште потешка. Ќе има сериозна криза, ќе има сериозен пораз на сиромаштијата. Компаниите веќе затвораат. Имаме луѓе кои што доаѓаат, се жалат поради тоа што немаат пари од повратот на ДДВ, ги затвораат компаниите. Влегуваат во кредити и после тоа работниците ги отпуштаат. Илјадници се отпуштени изминатите неколку месеци. Еве само на истокот на земјата. Неколку фабрики. Видовме дека дел и фабриките од зоните веќе затвораат. Или ако ништо друго, не ги најавуваат проширувањето на капацитетите, како што тоа го правеа порано. Така да сметам дека доаѓа многу тешка година за државата и за граѓаните во контекст на Европа. Гледайте, ништо не се случува. Ништо не се случува. Вие кажете во кој сектор се случува нешто добро. Еден сектор кажете. Еден сектор кажете, добро е. Нема прогрес. Нема поле за надпревар, нема. Младите се во тотална депресија. Ја држам предавање на факултет. На крај на предавање колку луѓе се спремате за Германија? 2/3 дигаат рака. Од младите доктори, апсолвенти. Ништо не се случува, закочена е земјата. Нема прогрес, нема оваа влада нема ни волја, ни визија, претседателката ги поддржува. Во тоа се однесуваат како антидржавни елементи. Добро, младите се гневни на опозицијата, не само на власта. И опозицијата нема нека голема поддршка. Тоа е проблемот. Затоа што гледат слики од Дубај, од Каде, реално нема опозицијата нека голема поддршка. Не е само власта да има младите. Добро, точно е дека поразот 24-та година, овие резултати сега се такви како што се и затоа сметам дека треба да
се комуницира директно, да им се понуди на секој еден поединец, група, граѓанска организација, политички субјект, да станат дел, и тоа го правиме, од нашиот фронт за правда. Сакам да знаат младите дека поддршката за СДСМ и за опозиција значи етаблирање систем кај нас. Систем. И јас лично и СДСМ сака тука да има систем. Ние не сакаме да има лидер, еден. Не. Сакам да има систем. Ние многу сме направиле за младите. Во 7 години власт. Еве само еден микропример. За прв пат беа платени младите специализанти. Никој не ги прима на состанок се. Дежурствата им се плати. Беа примени на работа. Без никаква дискриминација. Така да, еве, пошто не можете да кажете и вие во кој сектор има прогрес, вистински, и во кој сектор на вистина се задоволни луѓето и викаат, да, добре, една работа нема. Една област нема во која што има некаков прогрес. Во моментот правниот тим ги анализира, имаме сериозни индиции дека има простор да функционери се амнестираат со овој нов кривичен закон. Официјални лица кои ги раководат институциите, министри на пониски нивоа, меѓутоа да заврши анализата и ќе ја презентираме во јавност. Доколку се обидува да протнат такви измени, во кои што ќе се обезбеди амнестија за актуелни функционери, силно ќе се спротивставиме. Силно ќе се спротивставиме. Во парламентот ќе се бориме со амандмани, нормално. Ќе дадеме предлог. Сите тие ќе бидат согласно препораките на оценската мисија, но еве, ќе имаме детална анализа и после тоа презентација на мислењето. Добро, затоа не се уште трае анализата, ќе биде готова овие денови и ќе ја презентираме во јавноста, сакам да бидеме многу прецизни. Сметам дека може да има се согласувам дека беше измената на кривичниот закон катастрофално лоша. Зборам во наше време. И не требаше да се направи. Не, јас бев тогаш надвор од политиката целосно. И тие измени на кривичниот закон ги поддржа ВМРО-ДПМН. И тие важат. Не, гледайте, сакам да бидам многу прецизен. Измените не требаше да се случат. Никогаш. Недозволиво е сега да има дополнителни скриени форми за амнестија. Недозволиво е. Исто како што е недозволиво да се направи само козметска промена на законот, па после во некој член ако има, ако нема, секогаш да важи некоја полесна одредба. Затоа ова е една од суштинските работи у сферата на правосудството. Ќе разговараме за сите опции. Но суштината е во целокупниот пакет на реформи кои што треба да се спроведат во правосудството. Не е суштината во некој само одредби, членови и во некои закони. Ако има пакет на закони, 12 закони, кои што треба да се донесат, кои што треба да се донесат годинава, а не се донесоа, прво се изгубија финансиите. Или се одложи добивањето на финансии од Европа, поради тоа што тоа е дел од реформската агенда. И пакетот на финансии кои што ние треба да го добиеме откако реформските закони ќе се имплементираат. Како што тоа го прави Црна Гора и како што тоа го прави
Албанија. И тоа е суштината. Не е суштината се протне нешто. Не е суштината пак на мала врата некој член па вакво или такво толкување. Тука се гледа немањето волја и желба на владата да направи нешто на тој европски пат. А како објаснувате, да речеме, што е состав на судски совет и на својот на јавно служители, реално со мнозинство од претходниот период? Носи одлуки кои што очигледно остава простор за дилеми дали кадрите кои што цитираат сега се искиваат целата влада. Например, самите судии во штипско властиско подрачје, истите суди претходно ја бира Лорета Георгиева за член на судски. После па требаше да гласа, се избра супругата на началникот на Радовиш од дома. Судски совет заведе председателка на Кривичен суд, ја избра Даниела Димовска, 13 на список, по нjenom етикету не требаше да влиза. Ама частала па ја дели, па мора да дошло на власт. И ја избра да веде председателка на Кривичен суд. Совет на јавни обвинители ја избра Тополова и Саковска за веде. Се проблемот е до законите и проблемот е сега до човечкиот материјал. Како да има цело време еден феномен на сумчоглед. Така што не знам дали закони можат нешто да сменат во судство и во Ако системот, и затоа кажав, дека сметам дека ние треба да имаме систем. Ако системот го поставиме така, да нема влијание, да нема притисок, да нема интервенција од една во друга власт, кои што се независни. Така ние ќе ја поставиме државата како што треба. Се друго е немање систем. Се друго е ова што вие го озборувате. Добро, ви благодарам на сите.